Кристијан Блажевски од Берово, човек со длабока врска со коњите, неговата посветеност и љубов кон овие величенствени животни е како танц на хармонијата и довербата. Иако неговите денови се исполнети со археолошки откритија и поетски стихови, магијата на коњите е она што го исполнува неговиот живот. За љубовта кон коњите тој вели: Мојата љубов започна уште од најмали години. Нашата фамилија секогаш чува коњи, и таа љубов се пренела од генерација на генерација. Посветеноста кон коњите е како танц на хармонијата и довербата. Довербата кај коњите, таа се тешко гради, но лесно се растурува. За да ја добиеш довербата од некој коњ, треба да бидеш многу смирен. Треба прво да се познаваш себе си, да кога пристапуваш кон него, да знаеш со какви намери пристапуваш, која е твојата цел, што сакаш да направиш од коњот, што тој сакаш да направи. Затоа тоа е многу битно, да се познаваш прво себе си. Тој како тренер ги издвојува следните работи кои треба да ги знаеме. Коњите се многу чувствителни живот. Тие може да го почувствуваат ритмот на твоето срце на 4 метри, да ја почувствуваат енергијата која носиш. Кога прв пат придеш кај коњ, треба да ги читаш неговите знаци, неговите движења, бидејќи тие јасно изразуваат. Јасно изразуваат намерата. Пример, ако неговиот говор на телото е пријателски настроен, ќе забележиш по движење на ушите, по дишењето, исто така по мафтањето на опашот, ти дозволува да му пристапиш или пак не. Јавањето коњи е корисно и за хипотерапијата. Хипотерапијата во Македонија се уште не е доволно развиена, ја работат мал број на лица и тоа е луѓето со атипичен развој. И тоа е начинот на кој преку јавањето на коњите се активираат мускули кои на друг начин не можеш да ги активираш. Со тоа се подобрува крвотокот, емоционалната состојба, исто така преку јавање може да ја подобриш. Момент кој за него буди убави спомени е следниот. Секој момент е посебен. Кога си со коњи, кога живееш и работи со нив. Но претходната зима што помина, во Берово имаше акција од група граѓани, самостојна независна акција, каде се собираат донации за делење на пакетчиња со коњи. Пакетчињата беа товарени во коњи, имавме Дедо Мраз, и на центарот се поделе некаде околу 500 пакетчиња за деца од сите возрасти. И тоа беше едно убаво искуство, ретко. За чувањето коњи во Берово тој вели: Многу мал број на одгледувачи веќе чуваат коњи, додека до пред 20-30 години постоја скоро секоја фамилија, секој семејство чуваше коњи. Сега се само мал број. Како секоја стара традиција во државата се изумира, па така и чувањето на коњи. Неговата желба за во иднина е следна. Би сакал да имам ранч со повеќе коњи, кои ќе бидат исклучиво за јавање, каде секој ќе е добредојден да дојде, да го посети, да го види, да се запознае со како се чуваат коњи, бидејќи тоа се едни чувствителни нежни битија